новото издание на DigiPlus ке гледате. Експертите советуваат како да ги заштитиме децата од интернет измамите. Нов тренд на Instagram носи големи опасности. Дали новите OLED телевизори на LG ке бидат достапни и за домовите на корисниците? И на крај ќе се задржиме за една од најпопуларните игри во 2023 година, а тоа е Starfield. Останете заедно со нас. До самиот крај. Време е за ново издание на DigiPlus. Ве поздравувам и ви посакувам следните 30 на минути да уживате во денешните содржини. А ние се потрудивме и ова издание да биде интересно за сите во семејството. Така што верувајте дека се она што е актуелно од дигиталниот свет, денеска ќе имаме можност да ви го презентираме. Почнуваме веднаш без да должиме многу. Оно што ни е редовна практика во DigiPlus е да зборуваме за заштитата на интернет. Се разбира и за возрастните и за децата. А денеска повторно ќе посветиме внимание и тоа со нашите експерти кои што зборуваат на оваа тема, каде што ќе се задржиме повеќе на тоа како да ги заштитиме децата од измами на интернет. Верувајте, ова треба сите да го чуеме добро и внимателно. А нормално дека овие совети треба да ги практикуваме во секојдневието. Интернет измамите и безбедноста на децата при купување онлайн се сериозни предизвици. За да се заштитиме од измамите, важно е да бидеме свесни за разни видови измами, фишинг, лажни веб страници, непроверени сајтови за купување и да ги користиме безбедносните мерки, како што се двостепената верификација, јаките лосенки и антивирусните програми. За заштита на децата треба да им обезбедиме образование за безбедно купување онлайн, да поставиме контроли за родителско надгледување и да учествуваме во разговори за безбедност на интернет со нив. Исто така треба да ги провериме сајтовите за купување, да користиме безбедни методи на купување и да следиме активности на децата, додека пребаруваат или купуваат онлайн. На оваа тема за повеќе совети ги прашавме Светлана Бугоевски, раководител на служба за картично работење и дигитални сервиси, и Душко Петровски, специјалист за информатичка и комуникацијска технологија во А1 Македонија. Еве што тие не советуваат. Она што денес тука треба да го постигнеме е да ја качиме свесноста за како ги користиме финансиските трансакции во овој свет. Платежните трансакции, картичките и нашите креденцијали, акаунтите и лозинките со кои што се регистрираме на платформи за гейминг се и како важни и треба да ги сведеме на ниво на свест како што се грижиме за клучевите малкане од нашиот стан, од нашиот дом или од нашиот автомобил. Така да, оние понуди кои што при геймањето ни изгледаат дека се too good to be true, како например $1 за айтем или за аватар или за нешто тако слично, треба да не освестат и тоа е тоа ниво на свест што треба да го качиме и да речеме ако нема да дадам €1 за некој да му го дадам клучот од станот за да ми го исчисти дома и да го оставам сам, така нема да ги дадам ни моите креденцијали, мојот акаунт, па никако платежните картички за да добијам било каков айтем. Да. Во кој дел треба највеќе да внимаваат родителите кои што ги даваат своите картички и во кој дел треба да внимаваат децата највеќе кога нели се регистрираат и купуваат некаков аватар или некоја игра или додаток за игра? Да. Значи кога родителите ги даваат своите картички, треба да внимаваат да картичките да ги обезбедат. Во смисла да ги следат инструкциите на банките, да користат спуштени интернет лимити, да користат мали износи на картичките кои што ги користат на интернет, а исто така и како треба да внимаваат каде ги оставаат. Многу често пребарувачите, самите пребарувачи кога купуваме на интернет ни даваат можност да ги зачуваме нашите креденцијали за натаму повторно да се користат. Така да тој момент треба да го имаме во предвид и да одлучиме дали сакаме или не да одиме во таа насока. А ако одиме во таа насока, треба да знаеме дека детето наше, кога ќе се најде на тој пребарувач, ќе може самостојно да ја искористи картичката и да направи некаква трансакција. Затоа двојната автентикација треба да ја почитуваме и да ја користиме како таква. Секогаш кога добиваме било каква порака од банка, треба да ја прочитаме. Најголемиот процес се случува кога нашите корисници на картички не ги читаат пораките од банките, така да задолжително следење на инструкциите од банките и постапување по нив.
Ова е еден вид на граблива стратегија која што денеска ја користат девелоперс на игри, всушност. Значи, ќе настават некоја ниска цена и ќе деца продолжително купуваат цело време. Децата треба да бидат свесни дека има разлика од тоа што го купуваат со виртуелна валута, со таа валута понекогаш е голд во игри и така натаму, и реалната валута која што се парите што ги трошиме реално, што ги заработуваме и потоа ги трошиме. Така што доколку им се објасни ова на децата и доколку им се разјасни дека овие игри што бараат од нив да трошат реални пари во игрите, можно да се намали нели целиот трошок и целото потрошувачка на самите деца во овие игри. И злоупотребата, точно исто така. Дополнително сметам дека добро е да вклучиме малку и родителска контрола на ова. Голем дел од овие платформите што се, сега конкретен пример ќе дадам Google, Apple, Huawei, нели мобилни игри, таму е најголемата концентрација на микротранзакции, имаат веќе во своите платформи вклучено авторизација, родителска авторизација и дали може или не може да се троши средства, реални средства во игрите. Значи доколку родител не авторизира биометриски, например, нели со отпечок, отпечаток, да. Доколку не авторизира трансакцијата, нема да пројде трансакцијата и нема кон деца да биде наплатено. Заштитата од интернет измамите е од суштинско значење за сите корисници. Еден од најважните аспекти е информираноста и свестоста за различните видови на измами. За децата, родителското надгледување, образование и усвојување на безбедни онлайн навики играат клучна улога во спречувањето на непријатни ситуации. Останува да ги следиме советите на експертите и колку можеме да ги применуваме, а со тоа и да се заштитиме од опасноста на интернет. А токму за таа цел ќе продолжиме со уште еден прилог, со уште еден тренд кој што е актуелен на Instagram, а се префрлува и на TikTok и кој што никако не треба да го запратите, односно да го следите. За што се работи и како може тоа да ви наштети, дознавате во продолжение. Неодамна низ Инстаграм се прошири тренд каде корисниците снимаат видеа во кои одговараат на некои лични прашања. Трендот Get to know me на прв поглед изгледа безопасен и забавен, но безбедносните експерти предупредуваат на опасностите кои ги чекаат оние кои поставуваат вакви видеа. Имено во видеата на Инстаграм корисниците откриваат многу лични работи и детали за себе и својот живот, од возраста, датумот на раѓање, висината, местото на раѓање и живење, дали имаат тетоважи или пирсинг, омилени градови, храна, пијалоци и така натаму. Покрај на Инстаграм, овој тренд се повеќе се шири на TikTok, а како причина зашто корисниците јавно ги објавиле сите овие лични работи, најчесто ја наведуваат желбата за запознавање други луѓе. Со објавување на овие информации, кои особено се однесуваат на корисниците кои јавно ги објавуваат, односно чии профили се достапни за секого, се споделуваат информации кои можат да бидат од големо значење за хакерите и сајбер криминалците. Ова неодамна го предупреди експертот за сајбер безбедност Елијана Шајло, која и самата размислувала за видео предизвикот Get to know me, но додека одговарала на прашањата, сватила дека некој од овие податоци во суштина се одговори на незините безбедносни прашања за различни услуги. Дури ако не ги откриете одговорите на безбедносните прашања, со објавување на овие информации, се уште им давате на криминалците и хакерите многу лични информации, кои подоцна можат да ги користат за социјалниот инженеринг за да ги направат најубедливите измами. Доколку сте го направиле ова на Инстаграм, буквално избришете го тоа веднаш, ги предупреди Шейло сите корисници на социјалната мрежа на Мета. Слично предупредување доаѓа од Американското министерство за правда. Секој може да види што објавувате на интернет. Споделувањето лични информации со луѓе кои лично не ги познавате е еден од најголемите ризици на интернет. New York Post пренесе објави од некои корисници на социјалните мрежи кои се пожалија дека нивните сметки биле хакирани само 2 дена откако објавиле многу лични информации на Инстаграм како дел од трендот. И уште еднаш да предупредиме, доколку сте снимиле вакво видео и доколку сте дел од овој тренд, веднаш избришете го и апелираме, не ставете никакви додатни информации од она што се основни и ви ги бараат, да речеме, социјалните мрежи. Ајде сега да се префрлиме на друга тема. Наскоро во нашите домови секаде ќе имаме можност да имаме прозирни телевизори. Барем така најавува LG со нивните OLED телевизори, кои што би требало да бидат дел и од нашите домови или од домовите на нивните корисници. Па да погледнеме како тие изгледаат и кои се најавите. Јужнокорејската технолошка компанија LG Display
Неодамна предизвика интерес за транспарентната технологија кога го објави OLED-T. Иако станува збор за концепт, а не за телевизор кој ќе влезе на пазарот, OLED-T е ТВ екран со целосно транспарентен режим и класична црна боја, кој се лизга на црн екран зад него, за да може да го користите како обичен ТВ екран. Во Јапонија и Кина, прозирните екрани на LG веќе се појавуваат во системите на подземната железница, каде што возачите можат да гледаат надвор од вагоните и да добиваат информации за нивните патување на прозирните OLED дисплеи. Но додека оваа технологија се користи во некои контексти, идејата да ги имаме овие типови дисплеи во нашите домови, како наши ТВ екрани, од секогаш изгледа како научна фантастика. Телевизорот со OLED технологија содржи пиксели кои емитуваат собствена светлина и можат сами да се исклучат. Ова му овозможува на екранот да дава совршени црти бои, како и подобар квалитет на сликата, побрзо време на одговор и намалена потрошувачка на енергија. Транспарентен OLED телевизор работи на истиот начин, но се состои само од прозирни компоненти. Ова значи дека кога технологијата во внатрешноста на подлогата е исклучена, тоа може да биде до 85% транспарентна. Не е тешко да се види дека има голем потенцијал за транспарентни OLED дисплеи. Секој прозорец или стаклена површина всушност може да се претвори во екран за прикажување информации, рекламирање или забава. Наместо гломазен телевизор, што изгледа како трн во око во вашата дневна соба, тој може лесно да стане прозорец или само ненаметливо светло кога не го користите. Се уште е рано за транспарентната OLED технологија, но со нетрпение очекуваме да видиме како ќе се развива во наредните години. Сигурни сме дека и другите компании ќе го следат овој пример, па наскоро, за многу брзо време и во нашите домови, ќе имаме прозирни телевизори. Како секојдневие. Како прозорче. Одиме сега со реклами, а веднаш после рекламите ја издвојуваме една од најпопуларните игри за 2023 година. Ќе биде интересно до самиот крај, за неколку минути продолжуваме со денешното издание на DigiPlus. Добро дојдовте назад, го следите новото издание на DigiPlus. Пред рекламите ви најавив дека ќе зборуваме и за една од најпопуларните игри во 2023 година. Има над 12 милиони корисници и е на уа години наназад и конечно во 2023 се појави и го предизвика вниманието околу себе. Се работи за Starfield, играта која што, па богами, според најавите на креаторите, ќе предизвикува уште поголемо внимание. Еве зашто се работи. По долга и обемна маркетинг кампања од неколку години, играта Starfield, откако беше лансирана, веднаш предизвика голем интерес, привлекувајќи 10 милиони играчи во првите месеци. За време на настанот CCXP23, извршниот директор на Xbox Gaming, Фил Спенсер, објави нова статистика за услугата на Starfield. Тој истакна: една од посебните работи во мојата професија е тоа што можам да играм игри многу рано, уште во нивниот развој. Со оглед на фактот дека не можев да престанам да ја играм, знаев дека ова ќе биде прилично посебна игра. Спенсер додаде: всушност Starfield сега има над 12 милиони играчи од лансирањето и се уште е во топ 10 најиграните наслови во нашето студио. Па ви благодариме на сите за вашата огромна поддршка на Starfield и што ја направивте играта хит. You are cleared for landing at New Atlantis. But that's not all. You can even build your own spaceships. За правењето на оваа игра, девелоперите се запрашувале себе си што би сакале да видат во ваков тип на игра и на база на тоа развиле идеи за играта. Резултатот на нивниот брейнсторминг е тоа што оваа игра ги има карактеристиките и деталите што вообичаено ги нема во вселенските игри, а сите геймери посакуваат да ги има. Преку 1000 планети за истражување, уредување на собствен вселенски брод со многу опции, правење бази на други планети, слетување и истражување по цела површина на планетите, голем број на диалози со ликови во играта.
Приказната во играта почнува со тоа што одите во главниот град Нова Атлантида, каде се придружувате на последната група на истражувачи на универзумот наречен Констелација, соцзвездие. Овие истражувачи, покрај другото, имаат главна мисија да наоѓаат загубени артефакти што потекнуваат од планетата Земја. Се борите против пирати на кои што има опција и да им се придружите во играта. Слободата на избор е многубројна и има неколку фракции од кои може да се одберете кому да бидете лојални. Битките се одвиваат со футуристички пушки и пиштоли, додека сте на површината на планетите, но и во Вселената со вашиот брод. Некои од поинтересните карактеристики се што со бродот можете да долетате и на вселенските станици, дури можете и да играте како шверцер. Графиката во играта е впечатлива, а девелоперите велат дека има доста рачно изработени околини во играта. Различни планети, но исто така имаат и развиено и систем што прави пермутации на планетите за да достигнат бројка над 1000 планети. Самите девелопери сакаат да доразвијат играта во годините што ќе следуваат, а колку тоа ќе придонесе да ги задржат играчите, времето ќе покаже. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Верувам дека голем дел од геймерите веќе ја пробаа Starfield и се разбира веќе имаат своји фаворити и од минатата година, но и во очекување за се она што е најава како настов за 2024. А ние ќе ги следиме сите оние информации и новитети кои што во меѓувреме ќе се појават и се разбира секоја недела ќе ви ги презентираме во Digi Plus само на Телма телевизија. За сите оние кои што нешто пропуштивте и се разбира сакате да не следите на социјалните мрежи, не заборавајте да не побарате на TikTok, на Instagram, а и нормално да ни изгледате на нашиот YouTube канал. До следното издание ве поздравувам и се разбира користете ги бенефитите во дигиталниот свет и дигиталните новитети, но не претерувајте. Чао, чао!